Океј, дечки, денеска ќе зборувам за нешто што мислам дека е важно да се има на ум и знам дека сум зборувал за ова, но сакам малку да позборувам поопширно на оваа тема, а тоа е многу е важно човекот да дослуша некого и ќе ви објаснам што мислам дека е поисправно човек да направи во дадена ситуација. Поздрав до Снежана, до Гордана Битова. Гледате, колку поемотивен е човек, колку поемоционален човек, толку треба по-долго и со внимание да го слушаме. Мислам, треба секого да слушаме со внимание, без разлика дали е емотивен или не, ама друга ми е поентата. Кога имате човек што е емотивен и да му зборите, да му кажете некои работи, за џабе му ги зборите. Поради тоа што самата емоција, која што е бурна, која што тој ја има, не му дозволува да ве слушне и не му дозволува да ве разбере. Сте приметили ли кога вниманието ви е насочено на некој човек да го изслушате, на некој начин тој се чувства многу убаво. Ако имате дадена ситуација каде што некој човек сака да ви каже нешто и вие го сослушувате тој човек и он ќе се смири. И ако вие тогаш после слушувањето почнете да му зборувате на него, се чувства тој многу подобро. Но ако он почне да збори и вие у таа бурна негова реакција, и вие станете со бурна реакција и вие почнете да зборите, па го испровоцирате него, па он ќе ви испровоцира вас, на крај никаде не води комуникацијата, поради тоа што не е правилна комуникацијата. Има еден убав семинар базиран на делата, односно курс е базиран на делата на филозофот Хабард, се вика курс за комуникација, каде што тој објаснува формула за комуникација. Нема да навлезам сега во таа формула за комуникација, ќе имаме семинар за правилно комуницирање, но една од работите и во тој курс е човекот треба да биде тука во сегашниот миг за да слуша. Но честопати луѓето не се во сегашниот миг, не се тука. А кога сте слушач е многу важно да сте тука. Поради тоа што комуникацијата луѓето ја зимаат како нешто кое што не е проактивно. Гледате, ако човекот е у комуникација, вие сте тука со улога и сега сте со улога да пренесете идеи, но сте исто така со улога да слушате. Колку често ви се случило, доаѓа некој човек, ви збори, ама вие едноставно не сте ли тука присутен, може би сте изморен, не му обраќате внимание, таа комуникација не е добра комуникација. Особено сопругата ќе дојде дома, кажува нешто со ентузијазам или едноставно нешто кое што она сака да го сподели со сопругот гледа телевизија, фудбал, не ја ни слуша што му збори, она не се чувства убаво, поради тоа што се чувства игнорирано. Ако човекот му дадеме внимание, само да го слушаме, да му дадеме внимание, он ќе се чувства многу пати поубаво отколку ако рипаме да му даваме совет. Некојаш ќе дојде некој човек дома, сопружникот дошол дома, изнервиран од нешто што е на работа. Вие наместо да го слушате му давате совет. Абе, бата ми е таа работа, ти ни трекав со тој човек да не тој на главата се качи, те злоупотреба, бла. И он однаш ке се најути, доставя па и тебе, кој те праша ја да дам отказ или да не дам отказ, не ти беше ни тоа поента, ти се, они ќе почна да се расправаат, а женава може би сакала да му помогне, ама не му помогнала на тој начин што му дала совет. Она ќе му помогне многу повеќе доколку го ислуша до крај што човекот сака да каже. Гледате, може би некој човек си има некоја мака. Знаете дека луѓето заради тоа што не се слушаат кога некој човек збори, затоа едните исти работи се повторуваат како проблем во врската. Зошто? Поради тоа што човекот ако слуша за да разбере и за да свати. Знаете, кога човеков сватил, се разбра. Освари ти тоа не го сакаш поради тоа што ја тој го правам и некојаш ја така се однесувам. И жена вика, да, разбра. Таа ќе се смири. Тоа е најголемата терапија за неа. Ама она му збори нешто, доста, ама па и ти, само ми наоѓаш мани, само мрчиш, каков мрчатор си. И се тоа не е комуникација. Тоа е основа за конфликт и основа за, барем у тој момент, да не се гледате еден со друг. Затоа што не може да комуницираат. И ќе си отиде едниот у една соба, другиот у друга соба и нема уствари комуникација. А замислете, доколку сме таму за да слушнеме што другиот човек ни кажа, ама да сте таму со улога и функција на слушач. И да сте таму со улога и функција на зборувач. Затоа што гледа, јас сум тука со улога и функција на зборувач.
Ја чувствувате мојата намера кога комуницирам со вас? Се надевам, поради тоа што барем мислам дека имам намера кога комуницирам со вас. Предпоставам дека и за тоа сакате да ме слушате, поради тоа што имам намера кога ви зборувам. Ако ја немам намера, ако мојата намера не е јака кога ви зборувам, вие нема да ме слушате. Гледате, ако намерата не е присутна, а тоа е една од работите кои што се вежба на тој курс за комуникација од филозоф Хабарт, е намерата, да со намера ги пренесете работите кои што сакате да ги пренесете. Гледате, ако човекот со намера пренесува комуникација, прво, многу помалку ќе има трема, срам или страф при комуницирање, затоа што е насочен на ефектот кој што сака да го испровоцира. Зашто, гледате, јас со мојата комуникација сакам да направам некој ефект кај вас. Но исто правам ефект и кога ги слушам луѓето. Зошто? Поради тоа што и слушањето е активна работа. Слушањето луѓе се учи. Човекот е, Лидија Реговска, фала ти многу. Човекот е исто така и активен слушач. Поради тоа што колку е убаво ако човекот у суштина слуша. Затоа што слушањето е заборавена алатка, заборавена технологија, затоа што фокусот го нема. Гледате, денеска фокус, да држиш ти фокус на нешто подолго од 5-6 минути е проблем, затоа што се што е, нели, ќе видиме некој подкаст или нешто на социјалните медиуми кој што е 10 минути го вртиш. DJ Mats Official, шампионе, фала ти. Шампион си. И ако ние слушаме со фокус, знаете, фокусот значи насочено внимание, ама кога си ти у дефокус, ти не слушаш. Те дзивка овој, телефон одговараш за ној, некој ти збори, сопругата му збори за мужот, ама мужов 100 телефона меѓу време дигнал, затоа што у дефокус го бараат разноразни луѓе, пријатели од работа и жена се нервира затоа што не го враќа внимание, затоа што не е у фокус. И одма има кршење на комуникацијата. И затоа ќе има проблем, затоа што комуникацијата, вистинската комуникација укажува почит, затоа што вниманието кој што го даваме на другиот човек укажува почит. Гледате, почитта секојаш ги избира вистинските зборови. Не почитта секојаш ги избира неубавите зборови. А сте виделе ли кога некого почитувате дека сте фокусирани на него? Се мораме можда да се увратиме прво почитта, за да се ја вратиме фокуса. Ако двајца не се почитуваат, неќе да се слушаат, неќе да зборат, затоа што ако некого не почиташ, сега него не слуша. Затоа што можда важно е да ја вратиме почитта. Поради тоа што почитта е таа која што не тера да слушаме. Затоа што ако некого не почитуваме, ти му не му обраќаш внимание. Тој што не го почитуваш, го игнорираш. Значи, дел од сето тоа е и да почитуваме, да го почитуваме тој кој што ни збори. Затоа што кога го почитуваме тој што збори, ние сме фокусирани на него. Ако имаме непочит кон тој што збори, ние немаме да имаме насочено внимание на тој човек. Немаме насока на вниманието. Затоа е многу важно да се ја вратиме почитта еден кон друг. Поради тоа што ако ја вратиме почитта, ќе ја вратиме исправната комуникација. Зборува во претходниот лайв за љубов. Но исто и со почитта. Почитта не знае да сгреши. Не почитта знае да сгреши. Ете, почитта не греши. Она што греши е непочит. Затоа што со непочит ти секојаш кажуваш неубави зборови, не даваш внимание и имаш проблеми. А во моментот кога ќе почнеш да почитуваш, почитта е дел од добрите манири. Немаш проблем. Зборував со еден пријател за старомодност, дека некогаш е и убаво човек да е старомоден. Гледате, у старомодноста пред многу години почитта беше дел од домашното образование, беше дел од целиот тој систем. Нели, ќе влезевме во автобус, па ќе станеш на некој што е повозрасен, поради тоа што прво за да станеш ти треба да приметиш дека тој е тука, значи ти си буден. Значи, ние бевме будни порано. Се можеби луѓето не се не до толку будни. Ке видиш цело време со телефони, тој човек не гледа. Некој влегол во автобус, он не гледа затоа што е телефонот, не гледа во околината, не е присутен тука. И ако не е свесен, не може да не биде ни одговорен за своите гестови и за своите акции. Ама и да се вратам на дослушувањето. Гледате, многу е важно човек да знае да изслуша. Затоа што ако знаеш да изслушаш, секунда, ако човек знае да изслуша и ако знае да слуша, она што ќе се случи, нема да има проблем во комуникација.
Ако не знае да слуша, ќе има проблем во комуникација. И секојаш ќе има проблем со нешто, поради тоа што не е тука. Гледате, првиот предуслов човекот да комуницира е да е тука, а гледате, се кога зборуваме и за почит, ние ако го почитуваме работите што треба денеска да ги завршиме, ќе ги завршиме. Ако си ја почитуваме работата, ќе ја сработиме. Ако не ја почитуваме работата, нема да ја завршиме работата. Ако човекот не си го почитува телото, ќе си го запостави телото. Ако човекот не си го почитува умот, ќе си го запостави умот. Почит да прави многу убави работи. Ако стварно имаме почит за околината, ние кон околината ќе се однесуваме феноменално. Така да, може би треба човек да ја врати почитта кон луѓето, треба да ја врати почитта кон околината, треба да се врати почитта генерално, за и фокусот да се врати. Но гледайте колку интересно. Може некого и не почитувате. Не морате не да го почитувате ако ви сгрешил. Но фокусот на вниманието е потребно да биде таму доколку не сакате да имате проблем со тој човек. Поради тоа што ако навистина се фокусирате на тоа што ви го збори, ако го сослушате, ако сватите што сакал да ви каже, па дури да не се согласувате со него, самото разбирање, те разбрав што сакаш да ми кажеш. Ти уствари, тебе ти смета тоа, тоа и тоа и тоа. Разбирам, ти смети тоа и тоа и тоа и тоа. Сватив. Разбирам дека тој тоа ти смета. И гледам дека тоа и тоа го мислиш со тоа. Сваќам. Човеков ке рече, па јас зборувам за тоа да се деси. Гледате, крајниот продукт на комуникација, разбирање. Ама како ќе се разберете ако некого не слушате? Тоа е како кога играш кошарка, некој ти фрли топка, ама ти не гледаш, ќе ти удри топка во глава. Исто е со комуникацијата. Ако ти не си со вниманието тука, ако не си со вниманието на тој што ти збори, едноставно те гаѓа комуникацијата, ама немаш краен продукт, немаш продукт. Што е целта, што е продуктот на еден разговор? Да се разберете. Едноставно се сватите. Сега комуникацијата мора да е со убава енергија. Затоа кажам, кога човекот има почит, кога човекот почитува друг човек, тогаш секојаш ќе има убава енергија. Не почита кон друг човек, секојаш прави неубава енергија. Сакам да ви кажам еден интересен феномен за почит и така натаму. Кога живее во Соединетите држави, почитта многу убаво беше изразена од тетка ми, живеев со тетка ми, со тетин ми, во Соединетите држави, прекрасна фамилија, тетка ми, тетин ми, братучеите мои, од Соединетите држави, фантастични луѓе. Живеев со нив 3 години, скоро 2 години. И знаете, тетин ми, кога ќе доеше од работа, а тетка ми, која што иначе беше професорка, односно асистентка на факултет по хемија, па после тоа кога нели се родија децата, она фактички се грижеше за нив, поради тоа што знаете, она се грижеше за трите деца и беше многу одговорна жена и беше многу фина жена и беше многу во нејзината надлежност беше домот и се останато околу домот да биде под контрола. Тетин ми кога се вратеше од вечера, секојаш имавме вечера околу 6 саат, вечерата ќе беше спремна. И знаете што се случуваше моите братучеди, ја која живеев таму, кога ќе влезеше тетин ми, кој што беше фантастичен човек, станува да го поздрават. Тетин ми доаѓа дома на вечера, спремна вечера, тетка ми го викаше него Хани, прекрасен брак, прекрасни луѓе. Го викаше Хани и имаше секојаш, ја бев 2 години таму, не слушнав кавга. Ама она што беше интересно, моите братучеди стануваа да го поздрават нивниот татко. И исто така со почит се однесува и кон нивната мајка. И ја кога дојдов таму, викам, вау, ова е интересно. Ја татко ми, мајка ми ги сакав. Ама имав надимци за нив. Ги викав по надимак од 16 години. Тоа не значи дека не ги сакам. Ама, гледате, не викам да имаме страва од почит. Знаете, ама некојаш имате деца, татково е попунич од детево, го вика таткото, дебели, кај си ве дебели. Мислам, интересно е, покажува близина, ама можда не мора тој надимак. Ме разбирате што сакам да кажам? Се сакам да направам една паралела во однос на почита во Америка кај тетин ми и некоја почит која што ја го сакав татко ми, ама не го знаев тоа за да му ја дадам таа почит. Ја секако го почитував, ама дома кај нас, јас бев тато носи мама меси преди да му Америка. Имавме кауч, на каучот ја лежав. Татко ми беше на столица околу мене, мајка ми на столица околу мене. Јас спие по кауч. Во Америка луѓе каучот беше за тетин ми. Кога ќе доеше тетин ми,
се тргаш ти од каучот, се седнуваш на некој фотелче или некој друго место затоа што тетен ми доаѓаше на каучот. И тоа не беше човек кој што беше груб. Немавме страво почит кон него. Имавме почит. Не страво почит, тоа беше фантастичен мек човек. Но сакам да кажам, тоа беше покажано од тетка ми за нас. Гледате, тетка ми, тој почит што го имаше кон тетин ми и неговата почит кон оние имаше кон тетка ми, тоа беше пример за сите нас. И она што ми беше стварно интересно, ке доеше он дому 6 сат, обично 6:30 беше. Точно знаеше тетка ми што сака он за да му приготви. И се да не ме разберете сега, ја не зборам, прво да им дадам една пофалба или потврда на сите жени кои што се останати да се грижат за домот, поради тоа што тоа е full-time job. Тоа е работа која што е по цел ден. И тоа е стварно работа. Не е само домакинка сум, ништо не правам. Многу правите. Но не сакам да кажам дека така треба или некоја жена која што има кариера дека е лошо. Апсолутно не е. Сакам само да дадам пример. Значи не фаворизирам еден стил на живот или друг тип на живот, и двата се супер, зависно од тоа кој како се чувства удобно. И човек кој што останал дома да го гледа домот, и човек кој што или жена која што прави кариера и така натаму. Имало ситуации каде што и татко ми кој што беше лекар по еден период кога се пензионираше, он беше повеќе дома, па он повеќе го гледаше домот отколку што го гледаше мајка ми. Сакам да кажам, немам никакви предрасуди. Само сакам да дадам поента во однос на почитта, затоа што во таа куќа кај моите роднини немаше високи тонови. А зашто немаше високи тонови? Затоа што имаше многу големо ниво на почит. И ке доеше тетин ми, децата стануваа. Дери, него вика по Миленко по име, Дери, така, Хани, тетка ми него, он не е Хани. И секојаш имаше убава емоција, секојаш имаше почит и никош немаше проблеми. Немаше проблеми помеѓу нив и децата. Ама нема да ја заборавам сликата како тетен ми влага, убава куќа, во убава населба, он се доаѓа дома, влага еден по еден, дал ке се на втор спрат децата, дал ке се на прв спрат, се собира околу него да го гушнат и да го поздрават. Немаше да помине пола саат никој да не дојде. Немаше момент некој да се е затворен у врата у негов тинејџерски свет. Ако беа тинејџери, ја тогаш бев тинејџер и братучетка ми беше тинејџерка. Абе, каква тинејџерка? Си излагаше девојчето од врата, Дери, hello, да се огушне, how is your day? Вау! Свикаш, феноменална работа. Ама тоа е нешто кое што само кажува на почит. Е сега, некојаш кај нас, замислете тука, имаш некоја тинејџерка, некој тинејџер ке се затвори со ова, бе, стари не гњави, абе не гњави, бе, стари. Помалку почит има. Можда треба да го учиме тој почит пак. Тоа е интересно, како поента. Може треба да го учиме тој почит пак. Не, стари не гњави, ајде ма па и ти доста, напињаш само, немој да напињаш, само си напната, остај ме малку лабаво. Е сега, не можам да го видам тоа, во таа слика кај што бев ја. Тоа беше неспоредливо, тоа не можеше да биде. Не можеше да биде. Поради тоа што ја имаше таа почит. И таа почит, како да ви кажам, во Америка би го рекле тоа took care of itself. Само по себе си ги вршеше работите. Ништо друго не требате. Само почит на околината. И самата почит која што ја даваме кон околината, само по себе си ги реди коцките исправно. Ама нешто може би почнува да снемува. Затоа мислам дека таа старомодност е убава старомодност, поради тоа што некојаш треба се вратиме на некои старомодни навики. Не зборам за страво почит. Не викам да му се плашиш на некој. И не зборам дека ние треба да ме почитуваш, бла бла бла. Не, мислам дека е едукацијски феномен. Да се едуцираме зошто? Дека почитта ги вади убавите зборови, дека почитта ја прави убавата релација, дека почитта слуша, дека почитта со почит кога му се обраќаме на некој, ти му се обраќаш со убава енергија, дека само по себе ги реди коцките и ги подредува работите да бидат добри. Чисто како идеја, колку интересна е почит и колку е важно човекот да се почитува меѓу себе, затоа што се средува кога има почит. Ништо не е наместено кога нема почит. Поради тоа што не почита руши, почита гради. Поздрав, се гледаме повторно во петок. Чао!